Во ова денешно видео ние ќе разгледуваме Linux дистрибуцијата Fedora 36 Beta, која излезе на 28 март 2022. Како што гледате, тука го имаме Fedora весникот и постот во кој што се работи за Fedora 36 Beta. Најголемите промени во Fedora 36 Beta се што верзијата на GNOME Desktop Environment е апдейтирана, односно обновена на 42. Најновата верзија се уште е бета, но најголемите промени се дека има Dark Mode и исто така дека има редизајнирана скриншот аватка. И изгледот е подобрен и некои JDK апликации. Имаме уште неколку работи. Xqt Desktop Environment е апдейтиран, доколку го користите NVIDIA Proprietary драйверот, тогаш автоматски ќе се користи Wayland. И секако на крајот пишува дека треба да се тестира, дека не е се уште стабилно, се уште е бета, но ние денеска ќе го тестираме и можете да видите дали ви се допаѓа и доколку ви се допаѓа може дури да се префрлите на Fedora 36 Beta. Сега ова е линкот од кај што ќе го симнуваме. Јас веќе го имам симнато, ова е линкот од каде што се симнува. Доколку го симнувате за 64-битен компјутер, ќе го симнете од овдека. Сега јас имам наместено виртуелна машина, имам ставено Fedora имиџот, значи можеме директно да почнеме да инсталираме Fedora. Вие сега ќе си направите USB со Fedora и ќе си го инсталирате на вашиот компјутер или пак можете и вие на виртуелна машина да го истестирате. И тука имаме две опции, ова ќе го видите кога ќе бутирате од USB-то. Start од Fedora, имаме две опции, Start Fedora Workstation Live 36 Beta и Test this me and Start Fedora Workstation Live 36 Beta. И јас ќе одберам првата опција, Start Fedora Workstation Live. Сега би требало да видите една цртичка. Јас ќе зголемам виртуелната машина, за да можете поубаво да гледате. И сега ја имаме Fedora 36 Beta. Сега јас ќе инсталирам. Значи секако можете да кликнете Try Fedora, да ја испробате и Install to Hard Drive. Како што забележувате, има големи промени во ако сте користеле GNOME 41, има многу големи промени во GNOME 42. Па ние сега ќе инсталираме и потоа ќе ја разгледаме. Еве програмата за инсталација, како што гледате пишува Pre-Release Testing, бидејќи е се уште бета. Можете да го селектирате вашиот јазик, за жал нема македонски јазик за сега, но битно има англиски, српски, хрватски и некои други такви јазици. Тука ни пишува, значи кликате Continue и тука ни пишува This is unstable pre-release software. И тоа значи дека се уште е бета и може да има неколку грешки, багови. Но секако јас ќе кликнам I want to proceed. И сега тука имаме за тастатура. Доколку сакате можете да додадете тастатура, бидејќи јас сум македонец и целото видео е на македонски, ќе додадам македонската тастатура. Потоа кликнете Done, Installation Destination, Automatic Partitioning Selected. Ова е каде да се инсталира, значи ќе си го селектирате вашиот диск. Мене ми е веќе селектиран и можете да кликнете Automatic Custom и Advanced Custom Leave it GUI. Јас ќе го направам да биде автоматски и нема да го енкриптирам. Вие секако можете, ако сакате да го енкриптирате за подобра безбедност. Сега ќе кликнам Done и автоматски ќе ги направи партициите. Едно нешто што Fedora има специфично е дека него користи форматот ext4 за форматирање на хард дисковите, туку ButterFS или ButterFS со кој што ви дава подобра можност за System Snapshots и Backups. Сега ќе кликнеме Begin Installation
И како што гледате, сега се инсталира Fedora 36. Јас ќе го убрзам видеото за да не чекате и ќе се видиме од како ќе се инсталира. Здраво дечки, повторно, како што гледате, инсталацијата е завршена и сега ќе кликнеме Finish Installation. И изгледа дека е готово, што значи дека треба само да го рестартираме компјутерот. Како што гледате, виртуелната машина се рестартираше и еве сме во GNOME 42. Значи, сега вашиот компјутер е спремен за користење, доколку ова го инсталиравте на компјутер. Сега ќе ја разгледаме Fedora 36. Прво што ќе излезе е Welcome to Fedora 36, тоа е setup скринот. И setup will guide you through making an account and enabling some features. We'll have you up and running in no time. Сега ќе кликнеме Start Setup. Тука можете да селектирате дали сакате да се користи локација со Mozilla Location Service и исто така дали сакате автоматски проблемите да се поднесуваат до Fedora Linux. Сега јас ќе ги оставам двете и ќе кликнам Next. Тука можеме да вклучиме third party repositories за повеќе програми. Јас ќе го вклучам тоа. И следно имаме за акаунти, иако не препорачувам да ставате Google или Microsoft акаунт на Linux, вие можете сепак да ги ставите, но тоа што е добро има Nextcloud дека можете да ставите. И сега ќе ви побара за име. Јас ќе го напишам моето име. Вака. И можете да ставите исто така слика, например оваа. И исто така можете Enterprise Login, но тоа мислам дека е за компании. Сега ќе треба да си наместите, да си ставите пасворд и толку, all done. Сега ќе кликнете Start using Fedora Linux. И ова е Fedora Linux. Еве го. Можете да кликнете Take Tour, ако не сте го користеле GNOME 42, што претпоставам дека не. Еве тука имаме некои работи, Get an Overview, Search, Keep on top with Workspaces, можете да користите гестови, доколку имате лаптоп и со тачпад, јас имам. Сега можете да кликнете Next и that's it, have a nice day. И сега ќе наместам резолуцијата и ќе ви кажам кои се големите промени. Како што забележуваме, големите промени се дека сега ова горново овдека топ барот не е веќе заоблен. Друго, овдека е малку поразлично, направено е помодерно, повеќето работи се повеќе заоблени. И ова е сменети се малку фонтовите, болдирано и така натака. Кога ќе кликнеме Activities, гледаме дека е скоро исто, но кога ќе отвориме Settings, ќе видиме дека рабовите се заоблени. Еве како што гледате. И сликичките се малку поразлични. И најголемата функција Dark Mode што е додадена. Сега ќе ви покажам Dark Mode. Значи ќе одите во Appearance овде. И тука сега имаме Light и Dark Mode. Тука имаме и неколку позадини. Како што гледате, овие позадини што се вака као на два дела. Овој првиот дел е кога ќе селектирате Light Mode, а вториот дел овдека е кога ќе селектирате Dark Mode. И еве, например, оваа позадина сега што имам, доколку ставам Dark Mode, ќе стане црна. Еве сега, еве го. И ова ви е Dark Mode. Да, ова знам дека ова личи многу добро. Например, ако ставам оваа позадина, ќе видите дека ќе има разлика. Еве кога ќе сменам на Light. Ете, гледате, ова е многу добар. Dark Mode е многу добар.
Следно, еве тука можеме да видиме дека користиме Fedora 36 бета со GNOME 42 бета. Еве како што гледате, 36 при релиз, тоа значи бета, и 42 бета. Следно, овдека како што гледате, X-от е заоблен, тоа исто смената на, тоа исто промената на GNOME. Значи, повеќето промени се во GNOME Desktop Environment-от. Следно, доколку кликнеме print screen на тастатурата, ватката за скриншот е поразлична. Како што гледате, претходната не беше ваква доколку сте користеле GNOME 41. Тука имаме за рекординг на екранот, тоа е нова функција и целото е заоблено. И апликациите се апдейтирани, например Files, кога ќе отвориме Files е многу поразлично и поубаво сега. Као што гледате, фолдерите се повави и еве повеќето работи се повеќе заоблени и секако овде е округло. Еве можеме да отвориме нешто. Друго, толку тие се најголемите промени во GNOME 42. Доколку планирате да користите Fedora, функциите на Fedora се што ги има скоро сите GNOME апликации, како што се, например, Photos, Videos, исто така има и LibreOffice, GNOME Boxes, само не можам сега да го најдам, GNOME Connections, така натаму, значи ги има, еве го GNOME Boxes, ги има програмите што доаѓаат со GNOME. Па, толку да ви кажам, доколку планирате исто така да го користите Fedora, можеме да инсталираме програми преку командата sudo dnf install и името на програмата, например Firefox, ќе го напишете пасвордот, enter и сега ќе се инсталира, само што сега ќе треба да се апдейтнат репозиторисот, но ова е само еднашка, само еднаш се прави ова. Да, и тоа е сето тоа. Тие се најголемите промени во GNOME Desktop Environment-от. Нема да толку промени во Fedora, освен што користи Ponov kernel или има апдейт за Ponov kernel и тоа. Доколку сакате да прочитате повеќе, ќе ставам неколку линкови во дескрипција за да симнете Fedora и за да ги прочитате подетално промените доколку најдам таков линк. Па, фала дечки што гледавте ова видео. Не заборавајте да ме фолоунете на Odyssey, доколку сакате да направите акаунт, бидејќи овие видеа и ги имам исто така и таму. Се извинувам што не постирав, не објавував толку видеа за толку долго време. Бев зафатен во последно време со училиштето и затоа и исто така работам на мојата веб страна. Ако видовте во претходното видео имаше како спойлер, го покажав фолдерот со мојата веб страна. Се виде фолдерот со мојата веб страна, SAPC Pro вебсайт. Па очекувајте наскоро да ја пуштам мојата веб страна, која ја дизајнирам сам и ја кодирам сам. Значи, цела веб страна јас сам ја работам и ја одржувам. Но за сега се уште не е време да ја објавам, бидејќи не е довршена. Па толку имам да кажам. Фала што го гледавте видео во уште еднаш и чао, се гледаме во следно видео.